Од вчера нов државен секретар во Министерството за здравство е доктор Владимир Милошев, максиофацијален хирург со долгогодишно искуство, вработен во Штипската клиничка болница, а истовремено и председател на општинската организација на СДСМ во Штип. Добар ден и добродојдовте во студиото на телевизија Ирис во Саботните вести, сега како државен нов секретар во Министерството. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за упатените честитки. Така, Милошев, вие не сте единствениот лекар од Штип кој активно се занимава со политика. Прво би сакала да ве прашам што е тоа што политиката ги привлекува лекарите? И треба ли да се откажат од нешто за да се посветат целосно на политиката? Видете, точно дека не сум единствениот до сега. Мои колеги во минатиот период беа плива во политичките води. Меѓутоа, јас во политиката не сум од скорешни времења, значи јас сум многу оддавна во политиката, уште 90-тите години бев член на претседателството на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз, бев советник во Советот на општина Штип до 2005 година, долгогодишен председател на Комисијата за здравство на Општинската организација. Од 2011 година сум и председател на Општинската организација на СДСМ Штип, на последните избори кандидат за пратеник и така натаму, сега да не испаднува некој бекграунд на мојата политичка кариера. Меѓутоа, поентата ми е дека не значи дека ние како лекари политиката ја гледаме како нешто од што треба да профитираме или влегуваме од политиката за некој бенефит. За да се бавиш со политика, треба да ја сакаш политиката и треба да имаш нешто во себе внатре. Можеби лекарската дејност како професија со политиката имаат некоја сличност, бидејќи и во политиката, и во секојдневната лекарска професија, скоро идентичен е односот со оние со кои што комуницираме од другата страна. Потребно е, значи, внимателност, потребно е трпение, потребно е разбирање за другата страна, така да можеби еден дел е тоа, значи, сегмент како причина зошто лекарите со еден дел, значи, од своето време го посветуваат на политиката. Така, би сакала да стартуваме веќе со она, бидејќи ако земеме во предвид дека времето ни е релативно кратко. Во време на предизборната кампања која помина, вие бевте еден од негласните, постојано на вашите пресконференции ги посочувавте недостатоците со кои се соочува Штипската клиничка болница. Само би сакала да потенцирам дека велевте дека пациентите се лечат во крајно лоши и мизерни услови, а болниците немаат основен оперативен материјал како конци, а исто така и лекови. Колку, дали сега и што е она од кое прво ќе стартувате како државен секретар? Да. Дали оваа ситуација која презентиравте на вашите пресконференции е таква и ќе ја презентирате и како државен секретар? Видете, за жал состојбата се уште е таква. Бидејќи власта на ДПМН и Тодоров оставија една катастрофално лоша состојба во болниците, оставија незадоволни пациенти, оставија незадоволни и фрустриран медицински персонал и лекари, оставија сериозни коруптивни сомнежи за корупција во работењето на Министерството и на државните болнички установи, огромни корупцијски скандали, партиска превработеност во здравството и огромни долгови во здравството. Сето тоа мене како државен секретар во Министерството за здравство, на која што функција стапувам од понеделник, и свесен за огромната одговорност и тежина која што ќе ја носам, секој ќе представува дополнителен и предизвик и императив да она што цело време, вие што рековте, го зборевме и го потенциравме во нашата изборна кампања и не само во изборната кампања, во целиот изминат период, биде приоритет во решавањето на ваквите проблеми. Премногу се акумулирани проблемите, премногу се натоварени, премногу е лоша состојбата, за да можеме тоа да го промениме во многу краток период. Меѓутоа, затоа во нашата програма ставивме рок 6 месеци, рок 24 месеци, за кој што ќе дојде до имплементација на нашите мерки. Секако, гаранција, она што го ведивме ќе го гарантираме, дека ќе го реализираме, подобрување на условите за лекување, реновирање на болниците, бесплатното болничко лекување,
околу квотата на лековите, зголемување на платите на лекарите, на медицинскиот персонал. Сето тоа ќе биде на агендата на мојата работа заедно со министерот за здравство и реализација на нашата програма. Така, но додека вие велевте дека нели во лоши и мизерни услови лежат нашите пациенти, немаме основните апарати, немаме хируршки конци, немаме лекови, од друга страна сепак градеше Штипската клиничка болница. Беа набавени неколку апарати. Има ли ревизија на сите овие проекти кои утекот на изминатиот период се имплементира? Да. Вака сега, да не ги бркаме работите. Изградбата на Штипската клиничка болница е директно финансирана од кредит на Европската банка и воопшто не зависи од политиката на владата. Земен кредит, со тие пари се гради клиничката болница, ќе се гради и ќе се доизгради во предвидениот рок. Оно што беше изградба на бункер, знаете и вие како новинар многу пати досега имавте од мене барање да изјавам до каде е работата, сето тоа дека ќе подлежи на ревизија, зошто дојде до прекинување на договорот со фирмата која што го започна изградбата на акселераторот, точно дека болницата оскудуваше низ долг период со потрошен материјал, со основните хируршки работи кои што ни требаат, значи за секојдневните работи. Сите тие тендерски постапки ќе подлежат на внатрешни и надворешни ревизии. На граѓаните ќе мораме да им го дадеме одговорот зошто во сите овие 11 години беа подложени на крајно мизерни и лоши услови за лекување, а лекарите и медицинскиот персонал, целокупниот медицински персонал беа подложени да работат во такви крајно мизерни услови. Доказ за сето ова, значи, за жал, вчера до денес утринава го имав и последно во моето 24 часово дежурство во клиничката болница во Штип, во овие неподносливи летни температури од над 40 степени. На хируршкото оделение пациентите ги носевме ги собиравме во една соба затоа што буквално не функционираат климауредите. За жал се уште менаџираат претходното раководство и тоа уште еднаш покажува за капацитетот, квалитетот на способноста за нивното менаџирање. Сето тоа брзо ќе дојде до промена и веруваме дека конечно работите ќе тргнат да се движат во позитивна насока. Споменавте хируршко оделение, за какви пациенти станува збор, со какви оперативни зафати и за колку пациенти? Да, оперирани пациенти во болничките соби не работат клима уредите. Тоа е најблагоречно нехумано во овие услови. Покрај хирургија, дали имаме и други оделенија со проблеми? Уште имам информации, да. Како државен секретар од понеделник, секако дека ќе имам увид во состојбата не само во Штипската клиничка болница, ќе побарам извештаи за причини за ваквата состојба и секако дека тоа ќе биде подложено на санкции. Така, пред изборната кампања, Штипската клиничка болница распиша оглас за вработување на 30 медицински сестри и техничари. Во моментот огласот е стопиран. Што ќе се случи со тие луѓе кои аплицирале, дали ќе бидат примени, дали пак огласот ќе се поништи, дали имате некакви... Да. Точно дека пред изборите беа доделени вработувања, меѓутоа поради распишувањето на изборите, антикорупцијската комисија поради судирот на интереси, значи беше стопирана целата работа. Во моментов немам информации до каде е таа работа. Се надам дека од понеделник со стапувањето на новата функција ќе ги добијам и тие информации и интерес на пациентите и на вработените е што побрзо реализација на тие вработувања, бидејќи навистина е тешко да се работи моментално во клиничката болница во Штип, не само од високиот кадар, од докторската фела, туку и од средниот медицински кадар. Буквално нема кадар во болницата. Дел од кадарот со кој располага државата замина за Германија, остатокот остана тука. Секој се снаоѓа како знае. Токму тоа се причините за одливот на кадрот. Тоа е дел од политиките на ДПМН и на Тодоров. Би сакала само да ве прашам сега интересно смената на раководните структури. Предпоставувам дека и кај нас во Штипската болница ќе има. Можеме ли нешто да информираме во врска со ова прашање, значи промена на структурата? Да, промена ќе има секако. Тоа апсолутно. Дефинитивно промена ќе има. Со тоа што
во моментов актуелни се клиниките на Универзитетскиот клинички центар. Сметаме дека тоа е сепак оној прв ешелон на промена на директори, каде што таму треба да се отпочнат средувањето на некои работи како капа на целокупното здравство во Република Македонија, меѓутоа нема да помине долг период кога кадровските промени ќе се спуштат и на трешноста, брзо ќе дојде до промени за да почнеме со реализација на она што го ветивме. Граѓаните со нетрпение очекуваат. Ја чувствувам она позитивна енергија, надеж кај пациентите да конечно почнат да се менуваат работите. Сметам дека во овој 27-дневен, 28-дневен период на владење на СДСМ имавме неколку мерки кои што позитивно одекнаа во јавноста, доказ за сериозноста и за капацитетот на владата на Социјалдемократскиот сојуз во водењето на државата. Снадам во следниот период во контакти кои што ги имаме ќе можам да ги презентирам и од здравството позитивните мерки кои што ќе произлезат од седмиците на владата. Така, вчера бевте актуелен не само во Штип, туку и во државата со тоа што бевте назначен за државен секретар. Денес сте актуелен по пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ. Јас би сакала само за самиот крај, дали би можеле да прокоментирате денешната пресконференција, би цитирала, кој одржи пратеникот Трајче Димков, вели поставуваат непартиски кадри за кои ќе биде битна само нивната стручност. Повеќе од очигледно е дека Владимир Милошев за државен секретар во Министерството за здравство е поставен најмалку според критериумот на стручност, туку пред секако лојална партиска фигура. Сведоци сме деновиве дека на ист начин од СДСМ протуркани се нивни партиски војници за раководни места на повеќе државни институции. Ваш коментар во врска со ова? Вака сега, на господинот Димков треба да му биде јасно дека функцијата државен секретар е политичка функција. Една работа. Втора работа, далеку од нивото ова што би сакал да коментирам, бидејќи господинот Димков е далеку од она ниво за да ја оцени стручноста на еден лекар специјалист. Мојата стручност беше проценета од пациентите кои што беа лекувани и третирани од мене во целиот изминат 12 годишен период како специјалист за максилофацијална хирургија, од персонал кој што работи во клиничката болница во Штип и секаде кај што со својата професионален удел сум учествувал на различни нивоа. Така да доволна ми е веќе сатисфакцијата од страна на сите релевантни структури, не го сметам за компетентен и ниво што би требал да коментира моја стручност, а ќе повторам, попаметно ќе му биде да излезе од климатизираните простории и да се качи во клиничката болница во Штип денеска, за да види се уште актуелниот менаџерски тим како ги третира пациентите во вакви услови, посебно на хирургија. Многу попаметно ќе му биде тоа, отколку да се занимава со вакви паушалности. Јас ви благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе се видиме поскоро. Како државен секретар ќе обезбедите клима уреди и пациентите нема да се потат, односно оперираните пациенти нема да имаат потреба да ги издржуваат овие високи ризикот за пациентите, за животот на пациентите, тоа ризик не само за ние во студиото имаме клима, ама се ги чувствувам под капките под како денеска е нежешки. Секако ви благодарам за поканата. Ви благодарам и посакувам многу успеси на функцијата државен секретар за здравство. А ние продолжуваме понатаму со вестите.